во соработка со Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп, Здруженијето Центар за развој и едукација и оваа година ги продолжува активностите и иницијативите и нормално во фокусот ни остануваат социјалните услуги и обезбедувањето на пристап до социјална заштита и поддршка за лицата во социјален ризик. Го започнавме минатата година проектот Трансакт, трансформирање на глобалните предизвици во реални локални активности, поддржано од Австриското сојузно министерство за социјални работи, здравство, нега и заштита на потрошувачки, каде во соработка со невладини организации даватели на услуги од Република Австрија, ќе се фокусираме во наш регионален, локален контекст за прв пат да почнеме да ја пилотираме услугата медицинска сестра во заедницата, за која што веруваме дека ќе донесе значајни придобивки за лицата во социјален ризик, особено за најранливите семејства, со фокус на руралните средини на територијата на општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени. Неодамна бевме на студиско патување во Република Австрија, заедно со представникот директорот на Центарот за социјална работа Прилеп, градоначалниците на општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени, каде што се таргетирани општини каде ќе се имплементира овој проект, представници од Министерството за социјална политика, демографија и млади, нормално представници на нашата организација, да видиме како овој модел функционира во Република Австрија и како може да го адаптираме да биде успешен и навистина да обезбедиме квалитетна и одржлива услуга за граѓаните и кај нас во овој регион. Кога се очекува да започне овој проект? Што е сега следно и колку како би се одвои, како може да конкурираме? Колкав период ќе трае? Проектот веќе започна уште во октомври 2024 година. Во моментов веќе се воспоставени програмите како сето тоа ќе течи, процедурите на набавка не се во тек, заради тоа што во рамките на овој проект со финансиска поддршка на Република Австрија ќе обезбедиме и мобилна опрема за обезбедување помош во домовите на лицата во социјален ризик, хронично болни лица, да може преку медицинските сестри да им се обезбеди и посеопфатна услуга кај старите лица. Така да имаме планирано вработување на медицински сестри, 10 медицински сестри, воедно 5 социјални работници и психолози. Идејата да се даде сеопфатна поддршка во домот. И кај лицата во социјално ранливи категории, кај старите лица и кај лицата со попреченост, кои што нормално ќе ги идентификуваме во соработка со Центарот за социјална работа Прилеп. Малку сме задоцнети со почетокот, меѓутоа бирократски процедури на набавка, сето на што мора да го следиме согласно законските процедури. Се надевам дека ќе почнеме и ќе бележиме успеси, она што се радуваме дека ја имаме поддршката на Австриското министерство и нормално на австриските организации кои што цело време ќе не мониторираат, да навистина поставиме добра основа за развој на вакви социјално-здравствени услуги. Кога најбрзо очекувате да почнете и колку време ќе трае? Значи со вработувањата започнуваме дел во март, дел во април, значи поделено и етапно, а проектот ќе трае до септември 2026 година. Овој ваков проект во држава? Ваков тип на услуга медицинска сестра во заедницата за прв пат ќе се пилотира не само во Република Македонија, туку и во земјите од регионот Западен Балкан. И ова се осогласува и со начелата и препораките на Европската унија и во земјите на ЕУ, каде што веќе се воведуваат по интегрирани услуги, односно и социјални здравствени услуги, за да може навистина да се одговори на реалните потреби на корисниците. Во текот на месец јануари, втората половина, некаде после 15 јануари имавме студиски посети благодарение на Здруженијето за развој и едукација Прилеп. Во соработка со нив имавме студиски посети во Република Италија и во Република Австрија. Во Република двете таргет групи се различни, меѓутоа мене многу ме радува што на териториите на трите општини ќе влезат едни нови услуги. Кога станува збор во Република Италија, станува збор за категоријата на лица со попреченост од 7 до 17 години и ние како центар сме тука вклучени затоа што имаме 2 дневни центри на лица со попреченост кои што ќе бидат активно вклучени во сите активности во текот на проектот. Станува збор за спортски едукатори и развивање на психомоторните здравствени функции на лицата кои што се со попреченост и кои што се сместени во нашите дневни центри, вклучително претпоставувам ќе имаме, ќе ја зголемиме бројката, таргетот ќе го зголемиме во иднина, ќе видиме со почетокот на проектот кој што веќе е во тек на отпочнување, во надеж дека со нашата посета таму обезбедивме дополнително обезбедување на реквизити и
организирање на тој нашиот парк во дневниот центар за деца со интелектуална попреченост Дуница. Акцентот ќе биде ставен таму претежно. По однос на посетата во Република Австрија, можам да ви кажам дека импресиите се не можам да ви кажам уствари, тоа е само што нешто може да се доживее. Многу ми е драго што се поклопува периодот кога и Светска банка, не знам дали имавте можност пред 2-3 дена, имаше изјава од заменик министерот господинот Велковски, а Светска банка продолжува со интензивирање на давање на социјални услуги на локално ниво, како и на централно ниво. Така да овој пакет на социјоздравствени услуги е точно она што сега се пилотира во нашите 3 општини и можеме да бидеме горди како граѓани на овие општини, јас како директор во моментов на Центарот за социјална работа, кој што во проектот сме вклучени со изнаоѓање и детектирање на оние на кои најмногу ќе им биде потребна медицинската сестра во заедницата. Ова е нешто ново, како што кажа и Марина, не само во нашата држава Македонија, туку напротив и во целиот овој регион околу нас. Имавме што многу да научиме, многу корисни посети и јас од тие сите посети единствено што извлеков заклучок дека ние можеме да имаме се, меѓутоа ни треба можеби малце поголема организираност и малце поголема вклученост како на локално, така и ние како институции, вие, сите заеднички можеме да ги имаме сите услуги кои што ги пружа Република Австрија во моментот. За среќа, она што го најави и Марина, се продолжи управниот договор за услугата помош и нега во домот на 3 општини, па и можам да бидам нескромен да кажам дека како регион, како 3 општини, како Центар за социјална работа, кој што сме неразделив партнер, ја работиме работата 50-50 со организацијата, сме пример за успешна приказна на овој проект. До сега имаме некаде околу 230 корисници. Почнавме скептично, почнувајќи од нас, бидејќи беше нешто ново, меѓутоа бројката расти, бројот на барања од ден на ден расти. За жал, ограничени сме во можностите, бидејќи негователите се на број 58 во моментот и немаме веќе слободни негователи. Единствено, по природна селекција на корисниците, можеме да доделиме други корисници. За жал, другите барања мораме да ги одбијаме се додека не се најде слободен неговател. Интересен е фактот што општините и целото наше општество, ако се водиме кон и стремиме кон Европската Унија и развојот, од она што успеавме да го видиме, општините, регионите во Република Австрија работат исклучиво на изнаоѓање услуги за задоволување на потребите на нивните граѓани и нивна благосостојба. Инфраструктура и така натака веќе не е тема во моментот на разгледување. Веќе акцентот е ставен на овие социо-медицински пакети на пружање на услуги. И уште така како податок што беше многу интересен од нашата студиска посета, посебно во Австрија, е дека нема унифицирани услуги. Секоја општина треба да си предложи она што и треба на незините граѓани. На некој му треба градинка, на некој му треба старски дом, на некој му треба услуга во домот, во заедницата. Посебен акцент се става, и то не можеме да го избегнеме, демографијата си покажува дека ние старееме како население и акцентот мора да го ставиме во долготрајната нега на лицата во трето доба. Услугата помош и нега во домот веќе си е дел од законската регулатива и целокупното финансирање преземено од Министерство за социјална политика, демографија и млади. И самото министерство, следејќи ги бенефитите за заедниците, за корисниците, за негователите и за сите останати лица што се вклучени како даватели и корисници на социјалните услуги, ги препознавајќи ги придобивките, а веќе се насочи кон развој на нови услуги, давање на можности на општините да продолжат по развивањето на нови социјални услуги да бидат подостапни за граѓаните. Сакам да споделам информација дека веќе во текст сме со општина Прилеп, Кривогаштан и Долнени на подготовка на проектна апликација за развој на нова социјална услуга, тоа е Центар за дневен престој на стари лица со активно старење, за кое што се надевам дека доколку финансиската поддршка и грантот биде одобрен, ќе донесеме нова социјална услуга која што и текако ќе биде од големо значење за
лицата во трето доба. Трендот за демографско старење го имаме на глобално ниво, го сеќаме и тука и мислам дека изборот да помоши нега во домот биде прв тип на социјална услуга да се воспостави овде беше одлично идентификуван приоритет на сите три општини, а дополнително за да може да опфатиме поголем број на корисници да и да му обезбедиме здраво и квалитетно старење, оваа дополнителна услуга ќе биде бенефит и за заедницата и за корисниците. Услугите помош и нега во домот и останатите лична асистенција веќе беа внесени во законската регулатива од 2019 година за развој на социјалните услуги. Тука веќе беа се прецизирани начините, си има правилници се. Медицинска сестра во заедницата што ќе се пилотира со поддршка на Австрија, не очекуваме да влезе под капата на министерството. Напротив, не можеме да знаеме, меѓутоа сакаме да најдеме некои си алтернативни модели и да покажеме поголема вклученост и на самите општини. Заради што со процесот на децентрализација треба да знаеме дека општините се должни да ги децентрализираат социјалните услуги и да почнат да вложуваат во делот на социјалата. Она што може да се забележи на ниво на држава е дека најголем дел од општините средствата ги фокусираат во делот на инфраструктура, а го занемаруваме на некој начин човечкиот фактор и она што ни е законско обврска и како општини да мора да развиваат социјални услуги за граѓаните. Факт е дека сите овие иницијативи започнаа од идеја и граѓански се практично. Сите три. Но, прашањето до директорот е, колку Центарот за социјална работа, бидејќи станува збор за регионален центар, може да одговори на овие барања со... Во моментот јас раководам со Центарот за социјална работа Прилеп, кој што е меѓуопштински центар за трите општини Прилеп, општина Долнен и општина Кривогаштани. Со кадар сме такви какви што сме, до овај момент се справуваме, затоа ви реков, тоа е можеби во нашата многу добра соработка со Сдруженијето, затоа што можеме да се најдеме некаде на пола пат и да си помогнеме ние нив тие нас, и затоа сме можеби успешни во оваа приказна. Можам да кажам дека поминавме низ фаза на инспекцијски надзори по однос на услугата, посебно помош и нега во домот, со некои мали технички забелешки кои што се отстранливи, значи на вистина сме одговорили на потребите. Точно е дека моите колеги во моментот имаат оптеретување во однос на зголемемниот обем на работа. Во секој момент очекувам позитивен одговор на барањата, согласности за вработување, исклучиво барам стручен кадар како социјални работници, психолог, педагог, правник. И јас се надевам дека за брзо време, знам дека Министерството има разбирање, сега видете високите политики сепак ги креираат луѓето во врвот, ние сме тука да одговориме. Меѓутоа, до овој момент, сите барања на граѓаните се одговорени, успеваме да излеземе во пресред. И во овој момент би ја искористил приликата, не знам дали Марина ќе се согласи со мене, мојата желба на локално ниво, кога зборувам за трите општини, да се појават повеќе организации како Марина, како организацијата на Марина, се извинувам, кои што ќе се лиценцираат и кои што ќе се насочат во давање на делот на социјално-здравствени услуги, за да можеме на вистина да одговориме. Од искуството од Австрија не можеме да очекуваме се да бидеме финансирано од државата, поточно од ресорното министерство. Мора да се најдат начини, а постојат начини, бидејќи имаме воспоставена практика која што треба да ја препишиме кај нас. Од разни европски фондови и така натак. За жал, не знам јас која е причината, можеби Марина повеќе знае, бидејќи е во секторот, во невладиниот сектор, не се појавија здруженија на граѓани, организации кои што ќе сакаат да работат во доменот и покрај тоа што се пропишани во Законот за социјална заштита од 2019 година. Зошто е тоа така? Можеби Марина има одговор на ова прашање, бидејќи сепак тие се нејзини колеги, а ние како институција, верувајте, со сите склучени меѓусебни меморандуми за соработка сме спремни за соработка со сите нови здруженија кои што сакаат да работат во делот на социјалата. Независно не станува збор само во со стари лица, зборувам со деца, за сторители на семејно насилство, за жртви на семејно насилство, бидејќи законот дава исклучителна можност да бидат лиценцирани и да бидат препознаени во средините. Јас себе овако може вака, нека биде како еден повик, апел,
Во моментов патиштата ни се скрстија само со Центарот за развој и едукација Прилеп. Во делот на услугата помош и нега во домот, значи негователите се ангажирани со договор за дело, платени се по час, во зависност од типот на корисникот и услугите кои што го прижат во домот кај корисникот, меѓутоа остваруваат економски бенефит во занимниот активизам во економија на грижа ангажман. И тоа е и дополнителна придобивка на самата услуга, затоа што вклучивме долгорочно невработени лица и лица од социјален ризик кои најпрвим поминаа процес на обука за да добијат верификуван сертификат, признаен дури на меѓународно ниво, да се опремат со знаење и вештини, да можат да бидат негователи во домот кај лицата кои што се подобни корисници на оваа услуга. Така да Министерството извојува финансиски надоместоци за сите ангажирани негователи и моментално за тројца координатори, социјални работници и правник кои што вршат мониторинг на самата услуга, следливост и нормално работат на подобрување на самата услуга. Значи државата ги плаќа сега практично. Со подпишувањето на управниот договор, државата ги презема финансиските импликации за испораката на ваков тип на услуги на територијата на цела држава. Она што директорот го спомна и јас сакам да испратам апел до останатите граѓански организации, поради тоа што во моментов и со законската регулатива и дополнително следејќи ги европските фондови, постои огромна можност на развој на дополнителни услуги што и текако ни се потребни на локално и регионално ниво. Прописите се навистина не толку тешки за исполнување за една организација да биде лиценциран давател на социјални услуги и секогаш постои поддршка на релевантните тела во Министерството за самите организации да се лиценцираат како даватели на социјални услуги, а на територијата на Прилеп, Кривогаштино и текако ни се потребни и нови социјални услуги. Како што спомна и директори за лица во социјален ризик и за жртви на насилство, апсолутно за се што може да се опфати, а тука се кажувам земите на Европската унија, кој што во моментов во фокусот им е примена на тој европски социјален модел да може да се мултиплицира и да се примени во земите кои што не сме дел од него.